Судењето за грабнувањето и бруталните убиства на Вања и Панче продолжува со нови докази и сведочења пред судот. Според обвинението, жртвите биле киднапирани и подложени на насилство, што завршило со трагичен исход. Обвинителството тврди дека обвинетите делувале со умисла и дека убиствата биле дел од планиран криминален чин. Сведоците кои беа повикани да сведочат досега, изнесоа клучни детали за текот на настаните. Одбраната, пак, инсистира дека постојат несогласувања во доказите и ги оспорува изјавите на сведоците. Судот треба да одлучи дали овие докази се доволни за изрекување на пресуда против обвинетите. Според правните експерти, случајот ќе се разгледува во текот на наредните недели, додека јавноста со нетрпение ги очекува понатамошните резултати од судењето. Град Скопје денес одбележува 80 години од својот ден на ослободувањето, историски момент кој означува крај на фашистичката окупација во Втората светска војна. Овој значаен јубилеј се одбележува со бројни настани, меѓу кои и полагање цвеќе пред спомениците на паднатите борци и организирање свечени манифестации во чест на оние кои го жртвувале животот за слободата на градот. Во чест на борците и хероите се истакнува значењето на нивната храброст и одлучност во времето на отпорот. Во рамки на прославата, Скопје со посебни културни настани потсетува на своето минато и на генерациите кои со својата борба овозможиле градот да се развива како модерен центар. Градоначалничката и представници од локалните институции го истакнаа значењето на овој ден како потсетник за слободата и солидарноста кои треба да се негуваат и во денешно време. Маврови, Анови и Попова шапка утрово беа најстудените места во земјава, со измерени температури од -5 и -3 степени Целзиусови соодветно. Според метеоролошките податоци, студеното утро беше проследено со ведро време и слаб ветер, што придонесе за дополнително спуштање на температурите. Во повеќето градови низ Македонија, исто така, се забележани ниски температури, но не толку драстични како на планинските предели. Очекувањата на метеоролозите се дека во следните денови ќе продолжи стабилното, но студено време, особено наутро и навечер. Се препорачува внимателност за возачите поради можноста од појава на мраз на патиштата, особено во планинските региони. Временските услови се во согласност со сезонските промени кои го наговестуваат доаѓањето на зимата. Албанија и Азербејџан потпишаа меморандум за соработка во областа на гасификацијата, со што ќе се овозможи спроведување на проект за гасификација на округот Корча. Оваа иницијатива има за цел да го подобри енергетското снабдување и да ја намали зависноста од традиционалните извори на енергија во регионот. Според официјалните представници, проектот ќе биде имплементиран со поддршка на азербејџански компании и ќе ја вклучи најсовремената технологија за дистрибуција на природен газ. Меморандумот, потпишан во присуство на представници од двете земји, исто така предвидува проширување на енергетската соработка во иднина. Албанските власти очекуваат дека гасификацијата ќе придонесе кон економски развој на округот Корча и ќе овозможи почисти енергетски извори за индустријата и домакинствата. Овој чекор е дел од пошироката стратегија на Албанија за енергетска транзиција и диверзификација на изворите на енергија. Рано утро во Киев беше цел на масовен руски напад со крстосувачки ракети и беспилотни летала, при што се активирани противвоздушните системи на Украина. Според украинските власти, дел од ракетите биле пресретнати, но некои успеале да предизвикаат штета во градот. Нападот доведе до неколку експлозии и пожари, додека спасувачките тимови веднаш реагираа за да ги заштитат цивилите и да го ограничат уништувањето. Засега нема официјални информации за бројот на жртви или материјалните загуби. Според изјави од воените представници на Украина, нападите се дел од тековната руска стратегија за притисок врз клучните градови и инфраструктура. Нападите следуваат во време на зголемени тензии и интензивирање на борбите на повеќе фронтови. Соединетите американски држави преку Обединетите нации ги предупредија израелските власти дека не треба да спроведуваат принудно раселување на палестинците во појасот Газа, ниту пак да дозволат хуманитарна катастрофа во регионот. Оваа изјава следува по серијата израелски напади и офанзиви во Газа, кои доведоа до големи цивилни жртви и разорување на инфраструктурата. Според американските представници, неопходно е да се осигура дека хуманитарната помош ќе стигне до оние кои најмногу имаат потреба, без да се создаваат нови пречки за пристап. Израелските власти, пак, истакнуваат дека безбедноста на нивните граѓани е главен приоритет, а офанзивите се насочени кон терористичките цели на Хамас. Сепак, меѓународната заедница ја изрази загриженоста за растечката хуманитарна криза и бројот на жртви меѓу цивилите. Обединетите нации повикаа на итна примена на меѓународното хуманитарно право и обнова на мирниот процес во регионот. Технолошкиот магнат Илон Маск и поранешниот републикански председателски кандидат Вивек Рамасвами ќе раководат со новото Министерство за ефективност на владата на Соединетите американски држави, како што најави новоизбраниот председател Доналд Трамп. Маск и Рамасвами ќе бидат надворешни соработници, кои ќе дадат совети на Белата куќа и ќе соработуваат со Канцеларијата за управување и буџет за да иницираат структурни реформи, чија цел е да создадат претприемачки пристап во владата.
Трамп изјави дека овој потек ќе помогне да се намалат регулативите, да се намалат трошоците и да се преструктурираат федералните агенции, со цел да се разбијат владините бирократии. Идејата за ова Министерство за ефективност, кое не представува официјална владина агенција, е да поттикне значителни реформи кои ќе го намалат оптоварувањето од бирократијата и ќе ја направат владата поефикасна. Маск, кој се обврза да ја документира работата на овој оддел за максимална транспарентност, и Рамасвами ќе имаат задача да ја трансформираат владината структура, а нивната работа ќе заврши до 4 јули 2026 година, кога Трамп се надева на создавање на поефикасна влада како подарок за 250 годишнината од потпишувањето на Декларацијата за независност.